Моите информации се дека во тековниот процес за диво населје не се зафатени сите клучни актери кои учествувале во подготовката или во позадинското менажирање на станите. Значи, зафатени се, дали баш сите до еден, не навлегувам во тоа, меѓутоа зафатени се во главно луѓето кои оперативно излегува на терен и ги направија тие безбедносни проблеми во предградието на Куманово. Не се, колку што јас знам, а нешто знам во тој дел, не се зафатени луѓето кои дадоа наредба тоа да се направи, бидејќи тоа е договорен настан. Да нема никој дилеми околу тоа. И луѓето кои спроведуваа одредени, да ги наречам, предходни подготовки за тој настан да се случи, и тие се случува на територијата на Косово и на територијата на Јужна Србија. Иако велите штуро, ова мислам дека ќе предизвика внимание, меѓу другото затоа што оваа влада и во својата програма, актуелната влада, вие не сте дел од владата, но владата во својата програма за работа 2017-2020 напиша дека ќе бара меѓународна помош за дорасветлување на кумановските настани. Неколку пати представници на власта даваа изјави во таа насока дека ќе се ангажираат за да видат што се правните можности за такво нешто, но до овој момент такво нешто се нема случено. Петревски, јас, еве да ви откриам уште една мала индискреција, значи да ви кажеме на работа, јас сум еден од оние кои на некакви координации пред избори, зад избори во рамки на оваа коалиција, бидејќи не сум член на партија, јас инсистирав на меѓународна истрага и да побараме директно, да се нарекува стручна меѓународна правна помош. Бидејќи да се разбереме, според нашите прописи не е возможно странска полиција, странска служба директно да презема извршни действија од било кој тип, не само во овој аспект, меѓутоа може да помага. Не знам зошто тоа до сега не е направено. Навистина, тоа не е прашање кое е за мене да го одговорам, меѓутоа ви кажувам и мене ме интересираше затоа што тврдам дека случај кој има меѓународен аспект, а 3 држави се инволвирани, ви ги спомнат другите две, освен нашата, би било добро да се одработи со заедничка меѓународна акција. Имате најмалку морална позиција сега ова прашање да го држите отворено. Еве го и ова едно во таа насока, значи јас пледирам на надлежните органи кои да се Министерство за правда ли е, владата, некои ресори, да побараат помош